Владата ја намали повластената стапка на ДДВ од 5 на 0% на клучните продукти, односно леп, шеќер, брашно тип 400, сончогледово масло, трајно свежо млеко, месо, ориз и јајца, соопшти денеска премиерот Димитар Ковачевски. Ова е една од мерките кои се усвоени на денешната владина седница. Пакетот од 26 мерки и препораки, како што рече Ковачевски, содржи мерки за заштита на животниот стандард и мерки за компаниите преку Развојна банка. Ги замрзнуваме маржите на основните производи за исхрана. Со оваа мерка спречуваме создавање на наднормален профит, а ќе се влијае на ублажување на влијанието на ценовниот шок врз одбрана категорија на прехранбени производи. Воведуваме автономна мерка за увоз на основни прехранбени производи и суровини, кои имаат царински давачки од сите земји. Односно ги укинуваме царинските давачки за увозот на основните прехранбени производи и тоа за сите земји. Ја пролонгираме примената на повластената даночна стапка од 5% за прометот со електрична енергија кон домаќинствата. Како и досега, со оваа мерка го ублажуваме ценовниот удар од растечката цена на електричната енергија на светските берзи и го штитиме животниот стандард на граѓаните. Ке се намали и акцизата на берзанските цени на горивата. Ова е дел од пакетот економски мерки што денеска ги објави Ковачевски. Со оваа мерка треба да се намали цената на дизелот на 75 денари, а на бензинот на 80 денари по литар. Препораката е цените да се менуваат на дневна основа, барем во периодот додека трае енергетската криза во Европа и на тој начин да се избегнат големи ценовни промени од една до друга одлука. 14. Го пролонгираме воведувањето на зелените давачки за деривати, односно еколошката такса за енергенти. Со оглед на големиот пораст на берзанските цени на нафтата, владата ќе го пролонгира воведувањето на така наречената еколошка такса за енергенти, која е во собраниска процедура. Ковачевски рече дека во период од 3 месеци ќе има по 1000 денари додаток за пензионерите за купување на основни производи.